Можам да кажам дека ние не сме Африка, нели, и затоа препорачувам да се уште ако нешто е достапно за нашите граѓани, тоа се матичните доктори, кои што на Вибер, на еве разни социјални мрежи, нели контактираме со нашите пациенти, можат да не прашаат, можеме да одговориме, имаме аптеки, нели кај што исто така стручни луѓе работат. Затоа велам уште еднаш, прво консултација со матичниот доктор, сметам дека не е баш за се е добро, нели така тоа да се дискутира, или кој ќе видам нели каде да отидам на бајачка или што да направам, ме разбирате, секакви има работи. Медицината си е медицината, е една обемна гранка, нели, тоа е обемна наука и затоа уште еднаш ќе повторам. Прво консултирајте се со вашиот доктор, бидејќи некогаш и денови и минути се битни за да не се промаши дијагноза, за да не отиде лекувањето у погрешен правец, бидејќи ако било така сите ќе се лекувале на Facebook, немало да постојат ни доктори, ни специјалисти, ни клиники, ни наука и така. Да не се направи промашување, кое што би го коштало живот некого. Дали можам да ги подразберам и од друг аспект советите од граѓани дадени на граѓани, иако се споделуваат лични искуства? Например, како дезинформирање на оној на кој што му го споделуваш искуството. Гледате, значи некогаш во тие групи се тешат, си даваат нели снага и енергија и се поддржуваат. Такви групи, например, во западните земји постојат нели групи на алкохоличари, луѓе болни, групи со карцином на дојка, со други малигнитети. И во такви групи добро е да се разменуваат искуства, како балин групи во кои што секој би си го кажал свој проблем, нели, и да се дискутира и да се подели и тагата, и радоста, и се. Но повторно ќе кажам, мислам дека треба навистина сериозно да се сватат овие работи. Медицината е сериозна работа, советите се исто така многу сериозни, личниот контакт со ништо не можете да го замените. Многу пати јас на пациенти кои што ќе речат, ај пиши ми го ти ова, значи без преглед нема терапија, ме разбирате? Значи не може да порачувате по телефон лекови, може да порачате хронична терапија, која што нели со месеци не се променила. Но за акутна терапија или имам бронхи, пиши ми упат. Значи он сака како пациент да го скокне примарното здравство. Во никој случај не би се сложила. Значи за имам бронхи постои книга дерматовенерологија во кој што има илјадници дијагнози за такви бронхи. Ме разбирате? Така да заради тоа велам секој пациент ако има проблем, се уште нели во нашата држава примарното здравство е достапно, прво да види физикален преглед да се направи, да се види дали е тоа сипаница, дали е алергија, дали е шуга и терапијата е различна за сите тие дијагнози. По телефон и по вакви социјални мрежи не можете да лекувате, а да не направите грешка. Ви благодарам.